Секое патување мора да дојде со некакви потешкоти. Значи, како се можете да видите, ако се гледа воопшто, гумава задна е многу лава. Не беше лава толку колку тргнав, не ја видов, ама се осеќаше, знаеш, повртањето на педалите не ме качеше толку. Сега врат едва и вртам. Значи едва и се тера. Уште не сум ни, не сум од Битола излезен. Ка преве се колава? Кај старио. Офроудинг старија за мене. Сега ќе на бензиска, пробам да ја напумпам гумава и ќе направам една малечка пауза, не дека се уморив јас нешто многу брат, али па ме уморе, право да ти кажам, вака со тушена гума многу потешко ми вртеше, едва и терав. Тој човек ја едва и терам, легендарно. Значи, тргнав порано се вајле, знаеш, 7:30 веќе бев од дом излезен. Некако многу бавно ми оди. Тоа беше испланирано јас да минат од Битола и да нагоре тргнат. Тоа беше планов, многу бавно ми оди нешто. Значи до овде јас го туркав точако, се навака е малечко долниче. Си велам, по долницата берем ќе тера малце. Пробав 2-3 пат да се качам на точак, не онаква врат. Накрепи, иначе не снимам цело време, бидејќи камерава немат многу батерија. И знаеш, мора да ми издржи до Охрид и ќе снимам само, како да речем, на сегменти, на делчиња. И заради тоа, сега се качваме на точак. Да, ја кола, гумата е лава, едва и мрдам, али немам гајле, ајде. Идемо. Креваме една брзина погоре. Креваме во трета. Ајде. И уште сме во Битола. Ајмо, идемо. Едва и вртам, ако правиме реално. Не, глупо ми е, брат. Оди секојаш јас кога ќе решам да правам некое видео, мора нешто лошо да тргне. Значи, мора нешто лошо да тргне. Ова ќе снимам, она ќе правам. Бам, се кини гумата. Ова ќе правам, ќе застанам, ќе си го правам мотор. Ми се расипа бруселицата, не можам да осеќам штраф, имам штраф поголем, ми се расипа бруселицата. Синџир ми се затворија дуќаните. Не може синџир да си купам, да си го смена мотора. Да си го смена синџира на мотора. Тоа е, брат, значи мене се мора наопаку да ми тргнува. Сега кој ќе пробам да ја пумпам на бензиска, дека е она јака пумпа за гуми на кола, може да си ја погледам и гумава. Ништо чудно. Ја го Битола, брат, значи, олеле. Часот е 8:30, јас тргнав од дома во 7:30. И уште сме во Битола. Значи, уште сме во Битола. Еден цел час јас патувам и не сум од Битола излезен. Значи, не знам дали се гледам на сенката, ама личам кул. Нема. Не, брат. Лава е. Не мислам дека се туши поќе од тоа што се тушеше, ама онака е лава, брат. Лава е и ако ја напумпам имам надежи дека е само, што знам од жешкото, само оттушена дека е. Ако ја напумпам имам надежи дека ќе стои напумпана и ќе ме отера до Охрид. Имам надежи, не сум 100% сигурен. Ама ќе видиме. Камче. Така, камче. Се поднапумпана е гумава. Не знам до кога, али поднапумпана. Не заебавај, брат, аман. Со секи овој човек, ета и се гледа дека тушена пак. Олабаено. Камче беше, сега се олабае. Туши малце гумава. Усевив на кар сапорт. Како и што очекував, кар сапорт нема теоретски шанси да дојди да ме сапортни, да ми поможи. Тоа се знаеше веќе, уште од кога тргнав знаев дека нема никој да дојде ми поможи. Нема откажување, идемо јаче. Гумата крепи, се велам горе до ѓавато ќе ми скрепи. До горницана, јака шо е. Ако ми скрепи до таму, добри сме. Од јад таму, после кој ќе опуштам тоа удолничено до Ресен, се моментално е лава, али не е
Не е ризично. Си велам Ресен ќе можам. 29 км се до Ресен. Од Битола до Ресен. 30 речи ги. Па си велам до Ресен ќе издржи 30 на километри. Шлепер. Мора на нафта трујање по овој. Охо! Заборев дека ми е ниска брзина го крева ако ништо да чака. Со кола брат кој ќе идам ова многу брзо го поминвам. Озбилно брзо се поминва. Сега вака со точак, дур да стигнам до овде ми се види ко едно големо патешествие. 80 км на час. Пази да не ги надминам случајно. Еј, колку ги сакам удолнициве, ја, види ја. Само оди, брат, не вртам јас. Иначе точаков сам тера. Ако не знаевте, видете, значи јас не вртам, само оди, брато. Ако сака некој да купи, само дечки точаке, само оди. Не, ни струја не троши, ни ништо, а сам си оди. Само да одесите на удолница е финтата и после сам си оди тој. Значи нема така еле вие. Десете го до удолница и тој сам си оди. Ако сакате да го купите, го продавам 10.000 денари, земајте го. Само оди, еве, види го, лета брат, само оди. Што сакате поќе? Многу е заебано брат со коли, знаеш дека не можеш да тераш брзо колку ними, колку терам јас 20 км на час, 25 ако терам. И толку, може 15 да терам. И не си во текст со собраќајот, не можеш да ја чуваш брзината, многу попасно е да си побавен. И например да е толку лесен да има електричен мотор и да е толку малце потежок да е, колку да биде точак брат тежок. И да крева берем 80 км на час. Знаеш, ке си возиш берем 50-60 ке тераш. Знаеш, многу побезбедно ти е 60 да тераш овде, отколку вака со точаков 15. 100 пати побезбедно е. Оре се заоблаче човек, да не фати некој дош. Кај ќе се крием. Стигнавме до бензиската што ќе ја правеше Тито. Ама уште не е направена дека умре Тито. Не знам дали ќе правеше Тито бензиска, онака јас ја викам бензиската на Тито. Нешто дека оставено дека се од Тито што беше почнато се остае овие идиотиве наши. Да еве некоја удолница овде. Сакам да мислам дека сум онака in shape, знаеш, физички спремен човек. Имам мислење дека сум физички спремен човек. Ама вака патов, секако што одам вака, мислам дека не сум јас нешто толку физички спремен човек. Ево има назад за точаци. Застани брат. Доглајме точако назад еј. Шо веле бе? А да. Мислам дека сум физички спремен. Ама се патов. Што го има, што изодев. Што уште имам изодење. До Ресен не сме стигнати 30 нешто километри. Е до Ресен само. Не мислам дека сум физички спремен колку што мислев. Знаеш, имам јако. Значи јас имам онака големо мислење за себе. Ако правиме реално, јас мислам мечка да дојде од планина да слези, ќе можам да истепам. Ама се случваат вакви работи и што ми кажува дека јас сум само човек и да дојде мечка од планина, јас нема да можам да истепам неизе. Значи, нема да победам. Ќе умрам. Знаеш, ке ме отепа. Ама и јас ќе ја земам неизе со мене в гроб. Значи, до толку имам, како да речам, prideful сум,
Имам его. Што на се и се што го ќе рече некој врат слаб си, јас сум вака му запувам и велам. Who decided that? Your darkness swallowed up my son? Who decided that? I will be the one to decide. Die. Ага, буквално, брат. Таков сум. Може немам силата to back it up, ама горделив сум колку што треба и не треба. Баш ко излегох од битол ако си напумпав гумите. Сеев на болен. Но реков, брат, туши гумава, што да правам? Вели, брат, бегај си в куќа, оди си дома. Сега се разводе тој. Јас сум взяв гемит да дојде да ме земи да видиме да направиме гумата, пак да тргнам. Така што застанав, ама ништо. Му се спијаше на детето гравата, него не окрива, може да снимаше спот вечерта, поима немам. И му се јавив, се стана, немаше теоретски шанси. Брат, Госпо не може него да го беи да дојде да ме собери. Камо ли јас? И ништо. И си реков, јаби го, остај го врато, нека спија. Ако дојди после, нека дојди, ако не, што да правам? Јас одлучив. Моје товаро не ми е некој друг крив. Сам треба јас да си го накфам. Да си ги поправам грешките. Ко не тргаш со пумпа, ко не носиш ништо за лепење на гума, што да правиш, брат? Стегни заби и ќе одиш. Изведов кацигата, пешки одам моментално. Нема кола што не ми свирна, брат. Сите ми свирнаја. А свирна малце, ајде деја, оди, брат. До крај држи таа свирката. Ќе могу вишмара. Стигнавме до долго посакуваната и очекуваната и многу чеканата 1 сат. Сега е сато 11:40. Јас последно кој фатив во горницата, колку беше? 10:30 беше. 1 сат пешки. Значи, не се качив на дожек. Се качив, ама не можев. Не се наквалаше, не се возеше. 1 цел сат пешки јас, брат, качвам у горница. Немам гајле, само оди сега, брат. Еј, човек, летам, еј. Ше вредеш у горницата, ше качвав за ова? Значи, за вака, за да се залетам, вредеш у горницата, ше качвав. Дали знаете што сватив? Сватив дека полицијата мен не може да ме казни да сака. Овој пат не е автопат, не смееш со точак да возиш по овој пат. Се стоиш на страна. Плюс носам кацига. Кацига е за мотор, но јас носам кацига. Тоа е важното, зашто сака нека е кацигата. Јас важно носам кацига, брат. Кај монстер, брат. Нема монстер хел ќе земам. Ова е бав. И врени на кај кифле ми се јаде. Здраво. Здраво. Ке се? Не фал. Добро, значи, има горници, не велам не, значи бајчики. Зошто горниците се подолги од улниците? Значи, повеќе време ми треба да се качам на горница, и слезам после од долница, многу побрзо ги слегвам. Многу кода се. Добро себе, 50 км на час и вака 3 км на час. Не е исто, брат. Иначе, сега излегов од ресен. Низ ресен вртев на педали. Сега, брат, нема шанси да вртам на педали. Сега дури не зачекам една добра удолница, не се качвам на дочек. Се гледаме. Ја возила. Транскоп. Нозете печат. Значи, лева река. Здраво. Како сте, дали сте ми добри? Ке се отепам, брат, не се пули во куќината. Лева река поминавме. Сега стигнуваме до едно друго селце, гледам куќи, не знам дали е селце, брат. Појма нема, се нема пулен, јас овде Охрид што има, брат, пато за на кај Охрид. Телефонот зборав на телефон со Бован, тој ќе тргни да ме земи, јас со Охрид, од Охрид до Битола нема шанса со точак. Од Битола до Охрид одам, али враќањето назад, тешка работа. Залета Николи Вехаус. Шиба со југото, брато, шиба. Лета се. Idemo jače sada.
Фала, не, терайте, не, фала многу, фала. Извини. Сакаше вода да ми дај чупена. Сакаше чупена вода да ми дај. Го малце блокира со враќа и почна да му свира други, бе. Јас си реков, знаеш, полека тера, си реков, Бобане. Еј. Че, мора да ја видам снимката, О, рекамчиња. Брате. Оние од озгора бе многу засилени и чупенцот сакаше вода да ми дај мене. И овие брат кога почнали да свират. Онака многу голем респект. Значи двајца ми понудија луѓе, една постара жена и едно малечко чупе. Ама сепак брат, онака голем респект. Значи хуманоста, значи голем респект. Знаеш, човечност уште нема умрето. Умрено. Не знам да збора македонски поќе брат, заборај. Иначе можам да речам дека со точак до Охрид не се иди. Знаеш што не се иди, не се иди бе брат. Ти одстрана треба да возиш, одстрана ти е сето чакал. И кога ќе иди камион и до другата страна кога ќе иди возила, ти мора да се тргнеш, ти не ми го седиш патот, ти не смееш да си напад, ти е смет. Ти мора да се тргнеш брат, да влезеш скоро во чакалта. Ама чакалта не е стабилна. И заради тоа до Охрид со точак не се иди. Знаеш колку сум среќен што снимав онака двата Encounters. Оти кој ќе не снимам, ништо интересно се нема случајно, онака ги нагаѓам моментите да снимам кога ќе се дешава нешто интересно. Добар сум. И официјално може да се речи дека влегавме во Охрид. Моментално возам на патека за велосипеди. Еве му го полигона. Некој се учи си враќа во сабота. Малку чудно. Али се учи си враќа. Имам 15% батерија. Имаме надежи дека овие 15% батерија шачка ти погоре брат. Ама ајде. Имаме надежи дека овие 15%. Мислев само кај нас во Битола брат не ги почитуваат онака велосипедските патеки, ама и овде брат не ги почитуваат. Се тргна од кај колите, тргни се од велосипедската патека. Ај дури бе тие паркирање немаше кај да веш, добро, ама после тоа брат тргни се. Ја задумана беше жената се пулеше негде. Стигнавме Охрид. Долг пат, многу работа имаше по пат, но стигнавме. И може да се каже дека е преубаво, човек, ја види го езерото, човек, како сјаи, брат, топе. А сега, дојде време да се вратиме со точаков назад.